Општина Велес доби нов двоен тениски терен, кој денеска беше свечено пуштен во употреба. На свеченоста присуствуваше и премиерот Никола Груевски, директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески и градоначалникот на Велес Славчо Чадиев. Денес одбележуваме и уште еден успешно завршен проект кој е подготвен да им служи на жителите на Велес. Денес ги пуштаме во употреба новите тениски терени, направени во рамките на проектот на владата за изградба на 120 тениски терени широм Македонија. Досега во рамките на овој проект изградени се 58 тениски терени, а 18 други се во фаза на градба. Овие бројки ќе продолжат да растат и да им нудат на младите од цела Македонија можности за здрав живот и надградување на своите спортски таленти. Премиерот посочи дека досега се реализирани повеќе проекти со кои се вложува во развојот на спортот во овој град, а најави дека во периодот што ќе следува ќе се вложува уште повеќе. За следниот период тој најави дека е планирана изградба на уште едно повеќенаменско спортско игралиште во Башино село, како и реконструкција на покривот на спортската сала Гемиджи. Ако спортот во минатото беше привилегија само на одбраните, на оние кои можеа да си дозволат да тренираат, најголемиот дел од нив во импровизирани услови, зашто и покрај декларативните заложби за спортот практично на терен ништо не се правеше. Денес, после повеќе годишна континуирана инвестиција од страна на владата, видно е променета спортската слика во нашата земја. По повеќе децениска пауза, само во последниве 2 години, преку Агенцијата за млади и спорт се изградени преку 60 инфраструктурни спортски објекти од типот на спортски сали, повеќенаменски игралишта, тениски терени, а во изминативе неколку години заедно со Министерството за образование и наука успеавме да реконструираме и да изградиме преку 200 нови спортски објекти. Спасески посочи дека владата со проектот за изградба на повеќе спортски игралишта го заокружува концептот за создавање на психофизичка здрава младина.